Па во тој контекст добра е следната содржина каде што во живо ќе ни се вклучи нашата колешка Верица Блажевска, и тоа токму од локацијата каде што се сместени луѓето кои одговараат на телефонската линија 112. Знаете ли воопшто зошто да се јавите на таа линија? Дали само да пријавите, да побарате полиција, или пак можеби да пријавите пожари? Еве, Верче ќе не едуцира или подсети токму во пресрет на сезоната која што следува. Верче, добро утро. Добро утро, Јована, поздрав до тебе и Александар, и поздрав до гледачите на утринската програма на телевизија Сител. Ја сакам Македонија во живо од терен, токму овде од Центарот за управување со кризи, од Центарот за 112, единствениот повикувачки број кој што веќе повеќе од една година функционира и во Република Македонија, каде граѓаните можат да се јават и да пријават проблем, состојба или ситуација, доколку им требаат службите на полиција, пожарна или итната помош. Меѓутоа, колку граѓаните, како што каже и ти, во пресрет можеби и на сезоната на пожари, во пресрет, односно додека ги живееме овие поплави изминатиот период и сите оние случувања кои што вообичаено во летниот период се случуваат, како што се летните кражби и се она како што е секојдневие во нашето општество. Колку од нив го знаат овој повикувачки број 112, ќе дознаеме токму овде во разговор со Илија Бојаровски од Центарот за управување со кризи и Дамир Смајловик, и се надевам со некои од операторите кои што постојано 24 часа одговараат, велат 112 повелете. Добро утро и добро ни дојдовте во Ја сакам Македонија. Добро утро и благодарам многу што вие исто така 24 часа дежурни во име на безбедноста на граѓаните и вистинско и реално известување стоите во еден табор кој што ја јакне колективната свест токму за доброто на колективитетот. 112 веќе постои 15 месеци, да бидеме попрецизни. Многу повици реализиравме, како што вели нашиот директор Ангелов, во одење го трансформиравме онака како што треба да биде и одиме кон подобри работи кои што за жал се справуваме со лоши работи, но во име на безбедноста на граѓаните, нели? Познатата сентенца на Ангелов, safety first. Интересно е што при последната анкета, дали го препознаваат бројот, дали и Центарот за управување со кризи го препознаваат, имаме релативно добри резултати. Релативно зборувам, бидејќи ние сакаме да бидат тие врвни. Но со оглед на тоа дека само 15 месеци се употребува 112 и сосема нов во свеста на граѓаните, 40% го препознаваат бројот и Центарот за управување со кризи. 60% не го препознаваат. 20% би се јавиле веднаш на 112 при опасност. Но во колективната свест се уште кога ќе се спомне опасност на граѓанинот, веднаш му се појавува таргет дека е полицијата за да му помогне. Што во разни случаи, вие знаете, во справувањето, особено со кризните ситуации, не е тоа така. Но тука се обединуваат повеќе работи, бидејќи на 112 буквално се трансферираат повиците кои што граѓаните ги имаат за буквално за прва брза помош, односно итна медицинска помош, потоа за полиција и за пожари, односно ПП бригадата. Оние пак повици кои што не може да ги решат овие институции, значи ги релаксираме од тие непродуктивни за нив повици, што е голем број, негде можеби над 50%, се трансферираат во посебен наш дел на Центарот за управување со кризи, кој што се справува со она што значи непознаница за овие три институции. Или ги комбинираат сите работи, сите институции од системот за управување со кризи, тоа е секторот за операции и координација, кој што ги презима тие повици и ги решава од паднато дрво до извлекување комбинирано на
повредени или загинати во сообраќајна несреќа, каде што треба комбинирано во исто време да дојде и полиција, во исто време да дојде и противпожарна, да го сече возилото за да го извадат човекот што е заглавен во возилото и полицијата да си го направи својот увид и да го регулира сообраќајот понатаму. Но при самите сте свесни дека при поплави, освен што треба да се чува безбедноста на околината и да се помага медицински на луѓето, се помага и со другите субјекти кои што се во локалната самоуправа, комунални предпријатија. Па ако нема од комуналните предпријатија техника и луѓе, се оди на приватните предпријатија кои што ги имаме ние во еден комплетен попис и по региони, буквално во 35 регионални центри за управување со кризи, 8 генерално региони, сето тоа се координира на локално ниво, со тоа што секогаш ние координираме и помош да се даде од соседните општини кога тоа е потребно и кога не може локалната самоуправа со своите сили и капацитети да одговори во заштита на безбедноста на граѓаните. Ете тоа е генералната слика. И една работа што е исто така многу битна, гледаме кон иднината, бидејќи вие медиумите, телекомуникацијските компании и ние како 112 Центар за управување со кризи сме триаголникот понатаму кој што ќе соработува како стабилна рамнина за безбедноста на граѓаните, да се приклучиме кон она алармирање на граѓаните, превенција кога ќе има например кога ќе има опасност, ние со готови пораки соработуваме со вас, вие ги емитувате, телекомуникацијските компании ги емитуваат на нивните мобилни телефони, SMS пораки и така граѓаните ќе бидат запознати што треба да прават ако доаѓа поплава, до која висина треба да избегаат на повисоко од таму каде што се кој регион го опфаќа и тоа нема да ќе може да се координира локално само од одредени репетитори, например, на телевизиските, на телекомуникацијските компании, а телевизиските екипи само од еден регион ќе ги пренесуваат тие пораки, што е еден чекор токму во што се содржи и во придавката на 112 европски, па и светски. Македонија се приклучува, значи уште пред да влезе во Европа во тековите кои што значат безбедност и општа, но пред се индивидуална на граѓаните, на секој граѓанин поединечно. Штета што голем дел на граѓаните од 30 до 70 години само го користат. По младите и по возрастните можеби категории се изјасниле дека не би се јавили на 1-2, не знаат и така натаму, но тоа ни дава за право да ги програмски да одредиме таргет, односно цел, на кого се ќе се концентрираме за стратешки бројот 112 да влезе во колективната меморија како број кој што е број за помагање на граѓаните. Благодарејќи на и тоа токму благодарејќи и на вас, а и на граѓаните кои што со разни предлози ни се јавуваат, како еве ќе спомнам директорката Јасминка Стојановска на училиштето во Куманово, браќа Миладиновци, конкретно не поттикна да размислуваме за едукација на младите кои што ние ги имаме како таргет, но начините на комуникација како би ги остварувале во овие современи текови на образованието, за да може тоа да биде примено буквално од децата во основните, во средните училишта, па и во факултетите, значи до негде 28-30 години кои ќе се концентрираме да го прифатат како свое. Не би должен понатаму, мислам колегата Дамир. Така, да, во кога сме веќе кај онаа координација, така координацијата се прави овде во оваа соба каде што се одговара на овој 112 повикувачки број, а еден од оние кои што нели ги раководат овие оператори, раководител на дежурна смена Дамир Смајловек. Добро утро, Дамир, и кажете ни како всушност функционира оваа соба, велам 24 часа, што се случува овде? Добар ден на вас и на гледачите на вашата емисија и телевизија воопшто. Како што слушате во позадина, што туку примивме повик, значи било кој граѓанин кој што се јавува, во моментов на броевите 112 и на 195 и на броевите 192, 193, 194, доколку нивните линии се зафатени,
доколку има премногу броеви кои што чекаат повикувачи, бројот автоматски се префрлува кај нас. Тогаш нашите оператори, согласно стандардните оперативни процедури, го класифицираат настанот каков тип е, утврдуваат кој тип на приоритет е. Доколку се работи за животозагрозувачка ситуација, која што нема време за одлагање, се прави веднаш конференцијски повик со надлежната служба која што веднаш превзема мерки согласно нивните стандардно оперативни процедури. Значи, ние сме тука да го растеретиме нивниот канал, односно нивните обврски, нивните повици, да ги повлечеме, да ги абсорбираме повиците кои што на службите кои што треба да излезат на терен, фактички само и би им ја отежнале работата. Така да тука се прима повик, се прашуваат некои основни прашања за кои што нашите колеги оператерите поминале неколку обуки и се пополнуваат стандардни образци, се земат основни информации, во зависност од итноста на службата се поврзува конференција, во некои случаи е потребно само да се прати информација до надлежната служба која што понатаму постапува согласно нивните правила. Каков е патот на повикот всушност? Откако ќе се јават, велите граѓаните кои што имаат некој проблем или се наоѓаат во некоја опасност, велите основен образец и основни прашања, меѓутоа како оди веќе патот на повикот, како всушност знаете кој од каде се јавува и во реално време за колку време всушност целата работа може да се реши? Значи во првите 3-4 евентуално до 10 секунди. Системот е така подесен да преку операторите се добива локација на самиот повикувач. Тоа се добива за мобилните повици. За локалната, значи збориме за фиксната мрежа, се уште се работи на адаптирање на адресите, бидејќи некој претплатник сменил адреса, така да пријавува место каде што операторот го води тој број. Така да тука имаме некои проблеми во моментов, но за мобилните оператори, поготово со поновите телефони, во рок од околу 5 секунди доаѓа локација, така да ние гледаме дека јавувачот се јавува од одредено населено место и со самото тоа, кога ние ќе отвориме образец за пополнување на настанот, веќе операторите имаат достапни мерки од сите служби кои што се надлежни да реагираат за такви случаи на тоа одредено подрачје. Значи не губиме време на барање кому да се јавиме тие работи, бидејќи сето тоа е веќе програмирано, внесено во системот, со тоа се олеснува начинот на кој што може побрзо да се дојде, да се стапи во контакт со службата која што е надлежна да реагира за тој конкретен проблем. Така. Кажете ми, од утрово, откако сме ние овде, може би едно повеќе од 10 пати слушнавме повелата 112. Кога е најмирно, кога е најбурно, во кој период од денот има најмногу повици, каков е, можем да речеме, еве овој изминатиот период наназад? Па, тоа е сепак зависи од ден во ден. Но во глобала, најчесто, најмногу јавување има во периодот од 10 до 14 часот. Еве конкретно во вчерашниот ден, во вчерашните 24 часа имаше околу 2500 повици. Тоа збориме за повици кои што се директно кон 112, повици кои што се кон 195, кои што веќе е префрлен и значи 195 како број постои, но веднаш префрла на 112 и за другите броеви кои што во моментот доколку е зафатена линијата 192 на полиција, која ќе префрли кај нас, сума сумарум вчера примивме околу 2500 повици. Така. Јас ви благодарам, би сакала да прашам овде еден и од операторите, Христина Соколовска. Христина, како е да се седи овде на оваа столица и да се одговара на овој телефон 112? Седе на оваа столица представува задоволство, помагајќи на граѓаните во секакви итни проблеми и секакви прашања, информација кои што имаат пред да им помогнеме на нив и да се фокусираме решавајќи го проблемот итно и неодложно. Конкретно до соодветната институција, давање совет, консултации, секакви други потреби на граѓаните. Ако не се лажам, ти си овде од почетокот на функционирање на 112 и ми се чини дека ти си онаа која што го примила првиот повик на 112. Да, јас сум од почетокот на 112 од 11.2 и го имам првиот повик примено во историјата на 112. Ми представува чест и задоволство и ја работам работата која што ја сакам, која што ми исполнува, помагајќи на, пак ќе кажам, на граѓаните и решавање на нивните проблеми.
Кристина, ти благодарам и на тебе и на сите овие оператори кои што утрово се овде и одговараат на овој повикувачки број 112 со цел да им помогнат на граѓаните широм земјава. Ви благодарам и вам, Илија Бојаровски од Центарот за управување со кредит, Дамир Смајловик, раководител на дежурна смена, што утрово бевте дел од Ја сакам Македонија, што ги споделивте информациите, основни корисни информации за запознавање на јавноста всушност со постоењето на овој единствен повикувачки број 112 доколку ви треба полиција, пожарна или итна помош. Колеги, толку од ова прво јавување од терен за денешното издание на Ја сакам Македонија. Верче, ти благодариме за ова јавување, овие практични совети и тоа како изгледа 112 во овој момент.